Со летото во рака и со голема доза на внимателност, Новица Столевски од Струга секојдневно создава уметнички дела од дрво кои имаат непроценлива вредност. За овој електроинженер по професија кој денес е единствениот представник на надалеко проучената 2 века стара мијачка резбарска школа, ова е секојдневие. Пред да почне да го работи она што сега го прави, му биле потребни неколку години да го проучи мајсторството на мијачките резбари. Се јавија некои визии, некакви дека на каков начин е можно, бидејќи немавме оставени некакви посебни, осем да ги гледаме нивните дела поставени во нашите манастири и цркви. Веќе 3 години работи на иконостасот за иконата на Свети Јован, кој треба да биде готов пред одбележувањето на 1000 години од формирањето на манастирот Свети Јован Бигорски во септември годинава. Сме изработиле други неколку иконостаси во некој сличен стил, да кажеме, околу проучувајќи ги овие вредности во Македонија, во Скопје, во Кумановско. Во Струга работевме за иконата на Свети Ѓорѓе. А неговата приказна започнува пред 15 години, кога го напушта добро платеното работно место, за да целосно се посвети на овој занает кој го наследил од неговиот татко. Но во време на дигитализација денес вели машинската изработка се повеќе се заменува со она што треба да биде направено рачно. Денес исто се мултиплицираат икони на CNC машини и тоа трае неколку минути, неколку сати, да кажеме така, и вредноста е многу ниска на ние и со тоа се соочуваме. Реално за една добра икона е потребно околу месец дена, 20 месец дена. За резбарството како занает вели дека не е во изумирање, а тајните на мијачката резба ја пренесува и тој на едно младо момче. Имаме Сдружение на купаничари на Македонија. Десетици има мајстори кои што работаат и иконостаси и икони и други резбани индивидуални дела за продажба. Иако секој занает денес, посебно до нешто се од културно наследство, знаеме дека се наоѓаат во тешка состојба. Проблемот да се преживее од тоа нив сите ги затекнува. Неговите дела од иконостаси, икони, целивални и певници кои се речиси целосно рачно изработени, денес красат многу цркви и манастири из земјава, но и на Светагор, Атонска, Русија, Грција, Србија и во неколку македонски цркви низ Европа. Од Струга за гласот на Америка, Мики Трајковски.